Ќе се вратиме малку подолу кон крајот околу локалните избори и резултатите. Неколку општини беа интересни, сакам со вас да ги искоментираме, меѓутоа ќе искористам приликава тука некаде на средината. Господине Ѓорчев, вие бевте поранешен амбасадор и сега ако зборуваме од локални проблеми и како воопшто треба да се реформираат институциите, проблемите со корупцијата, некомпетентноста, воопшто владењето на правото и функционалноста, што на локално се пресликува и на државно ниво, може да се каже. Особено имаше евидентни забелешки во извештајот од Европската комисија за Македонија, кој што на некаков начин излезе многу брзо после резултатите од локалните, па некако ги фрли во сенка. Дали овој извештај ни го потврди само што она веќе беше општо познато, односно дека има стагнација во оние две клучни работи: борба против корупцијата и реформите во правосудството? И главната порака што на некаков начин беше испратена е спроведување на уставните измени. Вие имавте предвадена една изјава во која што кажавте дека решението за македонскиот евроинтегративен пат го гледате во усвојување на уставните измени со големо мнозинство во собранието, но со одложено дејство. Да. За ова одложено дејство се зборуваше наназад периодов и пред изборите, меѓутоа очигледно не фати корен како идеја кај никој од Брисел. Челниците, тие повторуваат дека тоа што веќе е договорено треба да се прифати. Сте зборувале ли можеби со Мицкоски поскоро за оваа идеја, бидејќи ставот на власта е дека нема да се прифатат по никоја цена во овие услови? Јас сум тука да кажам нешто од моја главна гледање. Не сум зборувал на таа тема, конкретно со државниците и со премиерот на таа тема, но јас сум длабоко убеден дека Македонија се наоѓа во овој момент пред еден голем предизвик и пред еден голем проблем. И тука се потребни не само општествените науки, не е само политиката како академска дисциплина во општествена наука, потребни се и екзактни науки од делот на природните науки, како географија, оти геополитиката е географија и политика. Вие сте повикани како географија, како релјеф, како земјопис, како физичка географија, како економска географија, да бидете тоа што сте. Истовремено и физика, јас ќе кажам само еден момент. Ние сме во моментот на бифуркационен момент. Значи, ние со години градиме, барем јас од 90-та година, се определивме во Младинскиот дом за Европската заедница, тогаш Европска економска заедница. Четврта точка на прогласот на ВМРО ДПМН, формирањето беше во Младинскиот дом, основачко собрание, каде што се определивме за Европската економска заедница, така се викаше тогаш, и НАТО. Сега, ние се обидувавме за овие 35 години цела Македонија. Значи, сите граѓани, уште 70% и 68% се за таа идеја. Ама ние градиме, тоа е според мене на вертикална колона од тули, тие тули се заклучоци, регулативи, директиви од ЕУ, закони, реформи, реформски пакети, транзициони пакети, и ја градиме таа кула, а Европската унија подлогата кај што ја ставаме таа кула да се доближиме до Брисел, е многу се измичка, многу потресителна. Зашто? Првата декларација јануари 1992 година, од кога ја прогласиме независноста и самостојноста на Македонија, беше дека Македонија мора да го смени името ако има за цел да се придружи кон заедницата, Европската економска заедница. Значи, вие имате трусно подраче и градите вертикална колона. И сега кога вие после 26 години уцени, понижувања, тортури од Грција и целата меѓународна заедница, на крајот се решавате со една процедура која што е според мене сомнителна, да го смените името, вие најнаш таа Европска унија сега, кој што се вика, ви вели на 17 октомври 2019 година, е добро, ние ви ветивме дека ќе отпочнете преговори, ама сега, знаете, ние треба да се реформираме, така изјави францускиот председател Макрон. Не само Франција, Данска и Холандија. И нашата вертикална колона, тоа е бифуркационен момент, почна да се ниша. Она, дали тоа ќе трае една секунда, една минута, 2 години, 5 години, но нашата вертикална колона кон Брисел веќе се ниша. И сега ние за овие 5 години се обидуваме како македонска политика, геополитика, стратегија да градиме македонски подупирачи, не знам какви дрвени подлоги да изградиме таа вертикална колона, ама на крајот на криштата толку вета од Грција, после вето од Макрон, па вето од Франција, Холандија и Данска, па вето од Бугарија. И сега ние сме во една ситуација кај што треба да кажеме што ќе правиме понатаму, така?
И не само да кажеме Европската унија со извештајот, знаете, вие имате задача која што треба да ја решите. Еве, јас сум така да ја решиме задачата. Дајте со 120 пратеници да изгласаме дека да влезат бугарите во уставот, но да важи нашиот предлог до Европската унија, тоа да има одложено дејство од причини да ги образложиме зошто. Во меѓувреме што ќе се случува? Да го образложиме договорот, пошто ние во договорот не е проблемот бугарите да влезат во уставот, проблемот е обврските кои што влегуваат во членот 5 од преговорачката рамка. Таму ви се билатерален договор со Грција, билатерален договор со Бугарија. И таму имате протоколи, извештаи годишни, да, и таму имате обврски. И сега тука според мене затоа ние треба да бараме одложено дејствие за да можеме тие работи да ги решиме. Ако немаме ние одложено дејствие, ако ние влегуваме повторно во таа вертикална колона без градивни елементи и кажеме да, ние ќе ја послушаме Европската унија како што ја послушавме за името, и потоа Европската унија излезе онака сурово, безочно, немилосрдно и кажа да, вие го сменивте името, направивте жртва, а ни кажа пред тоа и Могерини, и Хан, и Јункер, сите дојдоа и кажа да, вие сте добри, имате испорачано реформи, пакети, ама знаете сега, вие не можете, ние се реформираме. Затоа ни треба такви уставни измени со одложено дејствие, за да некој не ни каже утре повторно ќе се реформираме ние, па ќе почекате уште една според. Добро, повели Лјуш. Тоа е мојата идеја што ја кажам, зашто... А зошто од 92 до 91 сакаме да станеме членка на Европската унија? Заради што? Затоа што ние како држава... Заради што? Заради бенефит? Не. Зошто? Заради географијата, заради геополитиката. Ние географски припаѓаме кон Европа. Ако сме географија и политика, да, припаѓаме геополитика, да, и припаѓаме кон Европа, кон тој континент. Историски. Ако сме географија и политика, геостратегија, не сме сами тука на апсолутно, на Балканот. Тоа е јасно. Ако соседите каде што живеете во Киселавод, како со Македонија меѓу заглавена меѓу овие соседи што ги има, кои што заглавена, ама некако просперираат побрзо од нас. Тие се такви какви не можеш да ги бираш соседите. Тоа е географијата, тоа е судбина. Тоа е судбина. И се те идат напред. Идат ли напред? Апсолутно. Од причини за ним познати. За нам може неважни, важни, како може Србија, како може Албанија, да, тие одат напред. Ако навистина се случи тие да станат пред нас, а ќе станат членки на Европската унија, од геостратегија, од географија и политика, што ќе се случува во Македонија? Кој ќе ни биде виновен? Ќе живееме така калимеро до кога? Кога ќе обвинуваме дека ние не сака, нас не мразат, они се реформираат, а ние на нашиве граѓани нема да им ја доближиме Европската унија. Значи, вие сте биле амбасадор, сте биле градоначалник, сте биле бизнисмен, сте биле и министар, така? И пратеник. Не е важно што сум бил, мислам. Апсолутно не е важно, љубише тоа. И особено во бизнисот, и во амбасадорството. Кога правите договор тежок, правите компромис, вие очекувате ли Македонија во таква констелација за која што сте и самите свесни како амбасадор на пријатели, соседи, дека ние апсолутна победа ќе однесеме над оваа битка со Европа, со соседите, со Бугарија, без компромис? Еве, кажете ми го вашето компромисно решение со одложено дејство. Нема човек во Македонија што не го посакува тоа. Но они другиот со кој што преговарате, чекај, ако ќе завршите со преговорите, ќе ги ставите бугарите во уставот? Тоа што они ќе барат гаранција од нас? Не, па ние сега можеме да го изгласаме да ги ставиме во уставот. Ама не, вие кога ќе завршат преговорите. Кога ќе завршат преговорите, ние ќе речеме не, нова влада е тоа што ние не ги ставаме бугари. Двотретинско мнозинство е тоа, љубиш. Се менува и мнозинството. Не е моментот сега. И сега бугарите ќе трчаат по нас, ама нека чекај сега, дајте ни вие гаранција, нели рековте, ќе депонираме подпис на нотар. Кај ќе го депонираме таа гаранција за нив? 3500 бугари. 3504. 504. Така е. Од кои што 2000 говорат бугарски, значи не се ни толку, така? Така е. 216.000 бугарски пасоши. По бугарски информации. Ние викаме 150, нека 216.000. Јас кога заминав од Софија... Значи, зашто 216.000 или 150.000 бугарски пасоши, кои што од мака некои земале пасош, не од... но поминали низ една тешка процедура на достоинство, на прикажување на дедо, на татко, на потекло бугарско. Затоа што оваа држава, било која влада што била пред нив, не има возможила да живеат нормален живот во... Сега, дел од тие, сигурен сум,
кои што поддржуваат одредени политички партии, меѓу кои и владачката, викаат не, ние нема да одите да се договорите со бугарите, ние нема да ги примеме бугарите во устав, а во джебот носат бугарски пасош и работат во некој од европските земји. Значи сега 200.000 или 100.000 граѓани, нам на уште милион не ни дават и ние додиме нормално во Европа. За какво достоинство говориме, господин Ѓорче? Вели премиерот, достоинствено. Па сега, достоинствено 1.500 евра, 2.000 плата, достоинство на еден бизнисмен и на еден работник. Не е исто. Значи, дајте кога, тоа е субјективен термин достоинство. Нивното достоинство и нашето достоинство. Да, може слободно да си дебатирате. Значи, и сега само да прашам. Ако оваа патриотска влада, како што се декларира, не сакам да бидам ироничен, тоа е нивни став, нема да дозволи на тој начин да се влезе во Европската унија. Кој компромис ни го нуди? На кој начин? Кога она би преговарала сега, со кого? Каква гаранција вие сте амбасадор? Навистина ги знаете дипломатските работи. Кој од Европа треба да потпише да бугарите нема да ви дадат? Орбан ли ќе очекаме да оди на пие на кафе и да се протнеме во ЕУ? Која стратегија можеме да ја видиме? Двонасочна е стратегијата. Значи, оние претходно ќе ги обвинуваме. Да, направиле лош компромис. Кој е подобриот компромис? Нас не ни го објаснува никој. Еве, според мене сега, пак од мојего наблюдење, кој е подобриот компромис? Значи, ние имаме двонасочна димензија во преговорите со ЕУ. Едното, кога веќе сме ставени во еден процеп, во кој што имаме билатерализација на проширувањето. Тоа е прв пат. Нас не се случи и потоа ги вратија и Србија назад ја вратија, прво отпочнаа преговори 2013 и ја вратија после Охридската средба разговорите, ја вратија во поглавје 35 за проблемите меѓусебно признавање со Косово. Ама кога почнаа преговори, не им ставија услов дека треба да го признаат Косово за да отпочнат преговори. Сватете? Значи, таа билатерализација прв пат во Европа се случува преку примерот на Македонија. Ниту Кипар му рекоа дека треба да го смените уставот, затоа што имате окупирана територија од Турција и правата на тоа турско малцинство или како ги човекови права, ниту пак други земји, да не говорам сега, се работи само за Македонија. Значи, билатерален проблем. И треба двонасочно да го решавате. Прво, сигурен сум дека и актуелната наша влада обавува контакти, не може би јавни, со бугарските да, гледате ли воопшто интенција да се забрза овој процес? Интенцијата беше, ние со Бугарија, јас сум учествувал во таа влада, кај што подпишавме една спогодба, кај што имаше 53 замрзнати билатерални договори со Бугарија од 93 до 99 година. Значи, бугарите ги замрзна, во парламентот излезе нивни пратеник од БСП и кажа, бидејќи не го признаваме македонскиот јазик, не ги подпишуваме договорите. И моравме да најдеме решение. Па низ средби преку академици, преку министри, блиски пријатели од тогашната СДС, нивната десница, знаете, Надежда Михајлова, Костов, Стојан, дојдовме до ситуација да најдеме еден компромис и бугарите да попиштат дека нивниот јазик е според нивниот устав, за ние може, и нашиот јазик според македонскиот устав. И тоа беше едно решение кое што според мене требаше и денеска да важи, затоа што договорот е тешка обврска. Со договорот ние прифаќаме обврски кои што ниту една држава на светот не би ги прифатила, затоа што се ставате во подредена ситуација. Тој договор кој што го подпишеме 99 година требаше да остане единствен договор меѓу нас и Бугарија. Тоа го направи Србија. Србија не подпиша договор за пријателство со Бугарија. Тој не вика децидно македонски јазик, а сега имаме македонски јазик. Не, тој беше за другите обврски зборувам. Обврската дека имаме заедничка историја. Ама компромис е компромис. Значи не е лесен. Се согласувам. Меѓутоа, тој договор, ние мораме да излеземе на прав пат со тој договор, оти во тој договор имате алинеја 9 во преамбулата дека имаме заедничка историја. Ние како делови од Османската империја имаме заедничка историја со сите народи на Балканот. Со сите, со турците најмногу, со грците. Имаме со албанците, со србите, со бугарите, со власите, имаме со романците. Сега, ама ако пишете вие во договор дека имате само заедничка историја со Бугарија, вие правите една, не би рекол, сосема една друга димензија одведувате Македонија, и насочувате таму и тој договор е од мојего нагледање штетен. Затоа што формирате потоа комисија која што треба да обезбеди фаворизирање на бугарската историја, тие да ги ревидираат
нашите учебници за 7 оделение, нашите учебници за 8 оделение, говорот на омраза за судените, да речеме, во времето на социализмот во Македонија, по етнички критериум, ама ние немаме, бугарите немаат врска да ги отворат, они ги отвориле архивите, точно е тоа, ама никош не кажува дека тоа се луѓе судени за македонизам, што го велат они во Бугарија. Значи, мораме, дозволете само, да дозволете, да довршам. Значи, ако е така, ние мора да преговараме со Бугарија, да го надградиме договорот, јас тоа го зборувам отворено. Во член 13 тој договор не е како грчкиот договор. Вели, тој договор став 2 може да биде надграден по дипломатски пат, односно изменет со решенија од двете страни да се согласат. Можно ли е воопшто од официјална Софија да има на ваков начин волја, бидејќи ние не комуницираме во моментот со таа страна? Не комуницираме, официјални канали. Еве да ви кажам, комуницираме вака. Не само Љубише да ти кажам како комуницираме. Комуницираме преку трансгранична соработка. Добро, и тоа прекрасен директор. Тунелот. Се вика не само тунелот, не, тоа е друго. Зборувам, за комуницираме извонредно. Имаме македонец, директор на трансгранична соработка, се вика Тони Јакимовски. Еден прекрасен стручњак. Да, политички мислев јас. Политички не комуницираме за решавање споров. Да, меѓутоа, тоа треба да биде есенцијата. Дајте по тајни канали прво, а потоа и јавно, да седниме со Република Бугарија и да кажеме наши луѓе кои што ги отидат, еве Љубиша, вие, друг трет, кои што се таму одбрани од владата, академици, така почна, 33 проекти имавме кога беше нашата академија и Бугарската академија. И сега да почнеме да видиме што е тоа што нас не доближува. Не доближува железницата, не доближува патот Берово-Симитли, не доближува, дозволете само, тоа се договорите. Крстев Црвенковски говореше, тој постигнава тоа многу повеќе од ова сега што имаме како економска и културна соработка. Во тоа време не сме имале, сега нема ништо, па тоа Штане е играл во Бугарија, доаѓале бугарски ансамбли. Сме имале, како да кажам, сме биле поблиски од што сега. Но никогаш не се откажале од тоа што го бараат ден денеска. Никогаш бугарите. Ама тоа не значи дека ние треба, и нема да се откажат. Ама вака ама чара вака сега да завршам. Значи ние треба да им кажеме, јас вака им велов кога бев амбасадор во една мивна на бугарска телевизија. Тоа што вие не го признавате македонскиот јазик и не кажувате дека во Бугарија заради историски, етнички и јазични карактеристики нема македонци, туку тоа се бугари, тоа не значи дека тие не постојат. Тие си постојат. И јазикот постои, и луѓето кои што се викаат македонци постојат во Бугарија. Ги има на број, на пописи ги има. Значи, вие тоа што го кажувате, тоа е виртуелна стварност. Реалната стварност е дека вие имате граѓанско здружение, бугарско граѓанско здружение Омо и Линден, кое што бара, и не само бара, добива во Судот за човекови право во Страсбург, право да биде граѓанско. И пазете, тоа е бугарско движење. Јас би ве замолил, новинарите, еве Љубише доаѓан во новинарството, повеќе да биде присутен членовите на управниот одбор на Омо и Линден, да кажат, да го донесат статутот. Што во тој статут на Омо и Линден, бугарско граѓанско здружение на етнички македонци, односно луѓе со етничка самосвест како македонци, е спротивно на Конвенцијата за национални малцинства во Европа. Сме правеле, да, приводи. И сега, ама чекајте, тоа е врска на Бугарија за човековите. Како сега? Вие не признавате граѓанско здружение, а барате ние да го смениме уставот, пазете и во ова забелешка, ја при мене се согласувам. Акциониот план за малцинства. Па ако некој има прогрес за малцинствата во Европа, тогаш што е Македонија после ранковниот договор. Да, прашањето е како ќе се убеди Бугарија. Ѓорчев, само така се убедува. Се е тоа вистина, меѓутоа тоа трае со децени и не стигнало на ред. Значи од комунизмот се води оваа битка во Македонија. Не од времето на ВМРО, од СДС и ОВ ВМРО. Апсолутно. Се води од 45-та година, 46-та година. И ништо. Значи, ние губиме време, бидејќи овие, ако тие генерации, вие, моите, не успеале, да има возможиме на помладиве, ако не на моите синови, на внуците, да станат европјани. Значи, секоја влада што ќе дојде, има обврска. Таа не е, ниедна влада не е дојдена да го следи народот. Што ќе рече народ? Па народот ако стане турбофолкерски, не може и владата да стане турбофолкерска. Ве молам, Ѓорче. Значи тие треба да носат тешки одлуки во наши има, не ние да ги носиме тешките одлуки. Јас сум убеден, Љубиша, дека владата наша актуелна ќе го прави и невозможното за да дојде до некаков она што го велите компромисно решение. Ние не гледаме. Да дојдеме до компромисно решение двонасочно и со Европската унија, бидејќи сме ние кандидат членка со 20 годишен стаж. Да. Ама битката за вистината и Србија ја води за Косово.
Европа, знаете каква е повеќе од мене? Па таа не слуша права и истина. Па ние добивме ли на суд со Грција? Добивме. И што 5 декември 2011. Што рекла? Ова е политички процес, правниот процес не на интересира. Па на крај. И сега ние што да правиме? Еве што да правиме. Да се затвориме, да речеме нас не сакаат. Не, јавно ме праша и одговорот е тој. Дајте политички критериуми за Македонија, како за Србија, за Црна Гора, за Албанија, за Хрватска. Политички критериум, ние... Ја не сум дипломат. Ако постои некаква можност, нешто се направи, може. Тоа е само амандман на протоколот кој што нас не плаши дека ќе ни стават вето. Вето можат бугарите во било кое време да ни стават. Апсолутно. Во било кое време. Апсолутно. И да потпишат за историјата, ќе ни дадат за друго нешто. Значи ние за екологијата. За екологијата. Значи тоа што го бара сега влада. За костанот на Беласица. Така. Па ние што за во кој дел бараме гаранција за кој за историскиот дел? За кој дел бараме дека нема да има вето? На секоја нова држава што оди кон него ќе стават вето ако сака да ја стават вето. И тоа е така го донесто. Тоа е новото правило на приемна членка, нова членка. Но како да, например, според вас треба да се бори држава против тие двојни стандарди, ајде така да ги наречеме? Тоа не може, затоа што ние аплицираме за таму. Но дали така се ќе биде едноставно да речеме само да се внесат бугарите во устав? Еве нека влезат бугарите и да почнеме преговори. Што е проблемот со 3500 бугари во Ѓорче? Ќе се сложи, не е проблем, така? Никош не било проблем. Што е 3500 бугари? Не е тоа проблем. Проблемот е позадината што. Да, и позадината, прво не пред позадината, во првото. Ќе ставиме 3500 бугари во уставот. Значи ставаме како што се албанците и другите србите, некои други, не македонци во устав, така? Дали ние ќе докажеме дека сме друго? Да, ќе докажеме. Па ние си постоиме. Дали ќе докажеме дека сме на кого да докажуваме, љубиш? Па да бугарите ќе им докажеме дека не сме исто. Ама не дека можеме сме ги ставиле како малцинство. Не можеме да докажеме затоа што има македонци во Бугарија кои што не ги признаваат. Ѓорчев, дали кој ќе ставиме бугарите како малцинство, им докажуваме дека се друго, а не се македонци, или дека ние не сме бугари. Докажуваме. На територијата на Македонија да. Така. Но вон границите на Македонија не. Приказната за Македонија, ние не влагаме со македонците во Бугарија во Европа, тие си влегоа. А не. Ма тие си влегоа во ЕУ. Тоа се универзални човекови права. Ама дали македонците во Бугарија се членка на Европската унија? Да, ама немат човекови права и граѓански слободи. Да, судот вели на Страсбург не им дозволува да се ги реализираат основните. Тоа е проблем и на демократија. Не, наш проблем е тој, не само на Бугарија. Ама чега ние прво наши македонци да ги внесеме во Бугарија се, како во Европа? Па, не може јас сум убеден дека ќе ги внесеме. Не можеме ние булдожер да туркаме си за македонци. Ја допре суштината, не амандман, промена, предлози како да го подобриме диалогот со Бугарија во член 13 став 2. Само протоколот. Ама протоколот е извештај. Вие имате член кој што може да дадете. Само извештај, зашто правиме проблем тоа? Не. Извештајот е составен дел на договорот. Значи од договорот можат бугарите да го вадат. Генеричниот основ, генеричниот основ. Значи ние треба да и може да стават вето, точно. Јас на пример имам идеја кога би ме прашал мене, било кој од Министерството на външни работи или од кабинетот на претседателот, јавно ќе кажам, што би требало да алудираме, значи ние за нас што е спорно во тој договор, дај да видиме дали може во преамбулата алинејата заедничката историја да толкуваме, да пренесеме во УНЕСКО. Ако веќе така стои, дајте под егидата на УНЕСКО во Обединети нации, како што прават Полска и Германија, не може да се договора за Шлезија, дали е Гдајск или е како се викаше на германски, заборив тој назив. Значи да префрлиме Шарлемањ и Карло Велики. Исто. И Карло Велики. Шарлемањ. И точно Карло Велики и Франција, да, Алзас. Си го викаат така. Ама и Франција и Германија и Полска преговарат во УНЕСКО. Дајте да преговараме под УНЕСКО. Таму има меѓународни експерти. Што е тоа што е, да речеме, недозволиво по меѓународните стандарди и по она што представува стандард на човековите права, конвенцијата универзална и националната конвенција за малцинства, што е тоа што треба да не доведе до едно разумно решение после 10, 15, 20 години. Тоа е првото. Второто... Но тоа не треба да е врзано со членството. 20 години не треба па затоа да го излачиме билатералното. Нека го терат или преговорите 100 години. Да го излачиме билатералното и да предложиме заеднички со Бугарија до Европската унија. Заеднички кажам да го излачиме и да кажеме дајте сега, дај да одиме. Ама добро, ќе ни стават ли вето пак бугарите? Може да ни стават. Ама зашто викаме ветото се во јавноста се мисли дека они ќе ни стават апсолутно сигурно вето по историските прашања.
А не сме ни тргнале. Знаете, Ѓорчев, тоа верувам дека во водата има риби што касаат. Ама ако не влезеш да се во базенот и никош нема да го испливаш. Те стара теза македонска, мора да стапнеш во водата и да пливаш. Додека пливаш, ќе има ајкули, ќе има, ама ти пливаш. Ние сега моментално со оваа влада стоиме во место. Никој не мрда. Се изгоревме на сонцево, треба да влеземе во вода. Дајте мрднете малце да видиме ако толку тајна таа ние стоиме во место, ние сме однесени во слепа улица оној момент кога подпишавме договор со Бугарија. После само 2 месеци доаѓањето на власт, 31 мај беше новата влада. Во 1 август за 2 месеца се урни се тоа што го преговаравме 20 и колку години со Бугарија. Ама Ѓорче, еве го извештајот. Тие искуства. Ѓорче, добро за ние не стануваме подобра држава. Ама. Еве извештајот како за СДС. Не, Истиот извештај, може и полош. Може да ви 1,5 година оваа влада го брани извештајот на СДСМ. Вели, ние сме понапред од Бугарија. Па оваа влада не е заслужна да сме подобри од Албанија. Извештајот 23-24 година беше тоа, за 2 години беше тоа извештај, да знаете. Меѓутоа околу извештајот. Еве сега, пошто бидејќи го загатно тоа прашање. Ние имаме 18 такви извештаи. Слични. Од 2008 година. Добро. Од Европското партнерство, подпишано под председателството на Словенија, ги отпочнавме ежегодните извештаи од Европската комисија. Тоа е административен процес во кој што се констатира колку нашиот национален вредносен систем усогласен со европскиот. Верувај ми дека ние уште со спогодбата со Европската асоциација ги поминавме тие фази. Ние тогаш имавме, дозволи ми се, дозволи ми, 1200 точно знам регулативи имаме преведено од Брисел на македонски јазик, тука уште од 2001 година до денес. Имаме толку многу реформи, еве да кажеме за правосудството сега што се фаќаат. 93-та се направи Републички судски совет, па се направи, се извлече нови судски облици. Но дали тоа се гледа во пракса е прашањето? Ке се гледа ако имате пристап таков. Ако имате таков пристап. Ѓорчев. Ако кажете што сте направиле. Вие се малце дајте дневно политички да разговараме сега. Ама нема политички, тука есенција е ова. Ама не е есенција. Со ваков извештај ВМРО дојде на власт. Точно по овие точки ја урна владата на СДСМ заради корупција и нереформи во судството. Дали беше така? И неисполните ветувања. Значи, ако имаше пресконференција на ВМРО ДПМН, а да не беше спомнат криминал, корупција и судството, немаше ВМРО никогаш да дојде на власт. Сега за година точно никаков напредок. И како па добро сега. Напредок, ќе ги кажем точка дека има прогрес. Јас ќе кажам каде има прогрес. Каде нема прогрес, кажувам за тоа што ВМРО критикувало, за зборот дневно политички. Дали СДС била добра партија, не верувам, имало други слабости, затоа и паднала. И сега има слабости, значи може заслужила, тоа е нивни проблем. Меѓутоа машинеријата на ВМРО ДПМН, за која што Груевски говореше, е вистина. ВМРО ДПМН, она што е разочарувањето на локалните избори. Е тоа за што критикуваше, истото и се случува. И тоа е болеста, затоа 150.000 помалци. Не. Не комунисти, за крај сакам немојте да ве прашам и двајцата да се вратиме на каква порака испратија локалните избори, спомена Љубиша и добар беше воведот во последното прашање, изведнат до сите политички партии. И сакам да го искоментираме, кратко ве молам двајцата, што се случи според вас во Кичево. Некако резултатот од тамо поттикна не само резултат во корист на кандидатот на ВМРО ДПМН, туку во име на тој соживот, можеби барем така се коментира, дека можеби не само партиско-политичките менија што се нудат на граѓаните им се пресудни, туку желбата за подобро утре. Повелете. Значи, прво, една работа што сакам да потенцираме и прегледачите, локални избори се локални избори и има факти. ВМРО ДПМН 2021 година имаше 290.000 гласа. Јас сум водел 3 пати Републички изборен штаб на ВМРО ДПМН. Ние се движиме и 98 и 2000 на локални избори, после 2005 ние се движиме ВМРО корпусот е од 220.000 до 290.000. Толку се движевме тогаш. Значи, ако 2021 ВМРО ДПМН имала кај што победи на локалните избори 290.000, сега има 302.000. Точно. Таа приказна
парламентарни и локални не е иста приказна. Да знаете, бројот на излезени луѓе на парламентарни избори е секогаш 10 до 15% поголем. Да, но генерално за 150.000 луѓе. Каква е пораката? Пораката тишината, односно браво. Тука пораката на граѓаните. луѓето е дека се незадоволни повеќе од она што политичките партии го испорачуваат. Да, без разлика која за политичка власт партија. опозиција. Локално или на државно ниво? И на државно ниво. Значи апсолутно. сепак не е толку чиста Не, локално. со бројки да се манипулира дека ВМРО има помалку 150.000, па СДСМ има помалку 130.000. Па се сведи на 126.000 СДСМ. Значи не бива таа дискусија, парламентарни и локални избори баби и жаби не се собираат. Затоа што и ВМРО исто му вели на СДС дека изгубиле, па изгубија. Па изгубија нормално. Па како се И секој го победува ВМРО ДПМН, поентата е таа прва, дека треба да гледаме од пред локалните избори, локални избори 96-та, локални избори 2000-та, локални избори 2017-та, 2021 сега. Второ за Кичево. Али кичарите вика, Да, поентирајте па значи за Кичево. Вас ќе ви оставам За Кичево е добар пример како може со работка на интеретнички релации се погоди таков човек кој што во фамилијата има еден таков однос кон друга етничка структура. Дали ова е примерот во кој што треба да функционира цела добри односи. Така треба да функционира. Цела држава ми е така треба да прашањето. функционира. Така. Јас сум учествувал во граѓањето на некои добри односи со ДПА. Кажував дека има многу добри односи со многу албанци од таа партија на времето 1994 до 2002 година и мислам дека тоа е моделот кај што ние можеме и многу е важно, пак ќе кажам, во македонските политички партии, сите се македонски политички партии, да има мешана интеретничка структура. Добро. И македонци муслимани, и албанци, и турци, и тогаш би дошле до една кохезија, а Јовановски, секоја чест, тој победи токму на база на таа неговиот авторитет и кај албанците, и кај македонците, и кај турците, и кај македонците муслимани, и кои се таму уште населени. Има примери, ама нема Повеле така Љубиша за крај повелата. Па зашто зборевме за локалните, да, и може и Кичево. Еве ја завршив. Остана уште прашања, меѓутоа. Кажам меѓутоа само за незадоволство. На овие избори, како сакате бројте ги стручно, да, од 290, 300 и 2000. Тоа е истиот број. Меѓутоа и самите од аналитичари сум ги слушал и од ВМРО и од СДС. Тоа што се случува на локално ниво создава една предпоставка за некои наредни парламентарни избори, некој расположение. Така беше и 17-та, така беше и 25-та. може ли да има предвремени парламентарни спродаси? Не верувам. Нема ни зошто. Нема зошто. Си победи, ВМРО си ја доби власта и нема ништо не е спорно тука. И легитимитетот е голем сега. Но видете, изгуби ВМРО. Добар дел од ние што остана разочарани. Изгуби СДС. Нема изгуби ЗНАМ. Изгуби ДУИ. Изгуби дури Влен гласачи од парламентарни. А сите се победници според наративот. Добро, тоа е таа вокабуларот и таа е матрицата. Не можеме да им алгоритмот е тој. Да им го земеме правото. Меѓутоа, ВМРО сега, ако има слаба опозиција како што има, незадоволството од граѓанството, сега више не може да се правда на СДСМ, не може да се правда на било кој друг. Ударот ќе биде само на ВМРО. Одговорноста е многу голема сега, многу голема. И тоа премиерот добро го знае, бидејќи он се испече 7 години опозиционер. Знае што може сега, како да ви кажам, секоја незавршена работа ќе биде на конто на ВМРО. Добро. Една година ВМРО се вадеше, оставивме да затекнаме лоша ситуација. Втората година пак ќе биде лоша ситуација. 4 години вие не може да владеете само со жалење дека СДС ви остави лоша ситуација, а СДС пропаѓа. Значи мора да си ги соберете, работите и да водите државата како што треба. Ви благодарам и на двајцата за овој разговор. Благодарам за поканата. Да. Се надевам го задржавме вашето внимание, почитувани. Имајте пријатна вечер со програмите на Канал 5 и убав викенд. Поздрав!